Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за нешто што сите го посакуваме, но колку доволно му посветуваме внимание. Како до подобро здравје? Зависи ли од нас самите, од лекарите, од системот или пак од сите заедно? Со нас утрово е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак Велес, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија. Добро утро, доктор Лили, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Благодарам, добро утро и до гледачите, имајте убав ден. Така, во денешното издание ќе опфатиме неколку сегменти и аспекти, ќе зборуваме за превенцијата како до подобро здравје, но ќе оставиме и ќе посветиме дел за да најавиме еден настан кој што ќе се случува во април, првиот симпозиум во организација на Сдруженијето на приватни лекари, но и за предлог законот за измени на законот за здравствена заштита. Што тоа ќе значи, како до подобри решенија во здравствената услуга и за подобро здравје. Може ли на почеток, што значи превенцијата во здравството, колку ние посветуваме внимание на сето тоа, наоѓаме ли доволно време и како тоа заеднички со лекарите да го направиме? Превенцијата е многу битен дел, сегмент од здравјето на нашите пациенти. Треба повеќе да има овакви дебатни емисии, да се зборува повеќе настани. Мислам дека медиумите се тие кои што треба да го направат она кој што е најголемиот процент во промената на свеста на нашите граѓани. Така да докторите изборуваат, некогаш има пациенти кои што навистина многу почитуваат, но имате и пациенти почнуваат да почитуваат и да слушаат од кој ќе се случи болест. Со Фондот за здравствено осигурување уште пред многу години, негде од 2012 година, имавме воведено превенција, превентивни активности за различни болести, сме ги ставале. Со Министерството исто така се прават некои настани, но во суштина, ние како матични доктори правиме договор за работа со Фондот за здравствено, оној кој што ни ги плаќа услугите. Така да околу 30% од нашата активност треба да биде превенција со населението. Разни биле темите, од карциноми за дојки сме се договарале, сме преговарале за простата, за рак на дебело црево, па сме правеле ФОП тестови, упатувања, но повторно ќе кажам, не треба тоа да е сведено на бројки. Нашата секојдневна работа е превенција, каде што ние пробаме на секој пациент, ако видиме дека он пуши, јас си запишувам во секој картон кој колку цигари пуши. После разговор го прашувам заради тоа што гледате дека пушењето му ги оштетува крвните садови, има болки по нозе. Сите тие работи прават оштетување и хронични заболувања, на крајот од сето е оштетено здравје на пациентот и трошок на здравствениот фонд. Превенцијата е тука да превенираме ние да ги сочуваме здравјата на нашите пациенти и помалку да се оптеретува тој фонд да се користи за набавка на апарати, за врвни услуги во медицината, да следиме, да има едукации. Така да нашата визија е во тој правец, ние да имаме време. Тука треба повторно заедно со фондот, овие договори прекинуваат 26-та година, да видиме, да бараме членството, бара многу подобри и поквалитетни договори со фондот и се надевам дека ќе имаме ден кога би седнале на маса. И еден од тие настани е точно симпозиумот е со таа намера направен, првиот наш симпозиум на ЗПЛРМ, кој третиот ден ќе имаме округла маса во кој што ќе бидат поканети бивши директори, сегашни директори, Министерство, Светска здравствена, на кој што ние би сакале да направиме еден брейнсторминг, ние да ја кажеме нашата визија за здравството, дека можеме многу повеќе од ова, но треба добро менаџирање, промена на закони, промена на правилници на фонд, за да бидеме поефикасни, да бидеме поуспешни во лекувањето и да опфатиме поголем број на пациенти. Така, заеднички да се стремиме кон решенија кои што ќе значат и подобра здравствена услуга и подобро здравје за сите нас. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, ве очекуваме со вашите прашања за темата за која зборуваме или се што ве интересира е поврзано со вашето здравје.
Со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак Велес, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија, зборуваме за тоа како до подобро здравје. И доктор Лили, кога велиме здравје или подобро здравје, се мисли ли само на отсуство на болест или тука уште поважен е сегментот и на целосното физичко, ментално, социјално здравје и благосостојба на пациентот, односно на поединецот? Точно, тоа е дефиницијата на светска здравствена, дека не е само отсуство на болест, туку сето тоа што го кажавте претходно, бидејќи кога иде пациентот, ние гледаме целината и суштината. Кога некој ќе рече не знам што ми е, вие треба да почнете како Колумбо да истражувате систем по систем, па зошто сте тажен, па што е качен притисокот, па имате ли фамилиарни проблеми, па како јадете, што јадете, затоа велам дека на матичниот доктор му треба време. Тие кои што работиме со години, кои што ги знаеме пациенти, ние знаеме фамилиарна анамнеза, 3 генерации на нас, знаеме социјален статус на пациентот, фамилиарни проблеми какви имаат. Така да искуството си го прави своето, но треба да останете професионалец во секој еден момент. Квалитетот на работа треба да ви секој ден, иако работите 33 години. Секогаш со максимална посветеност на пациентот, бидејќи тие што ни се пациенти секојдневни, кои што ги знаеме, уште од врата кога ќе влезе ние приметуваме промената. И тоа е убавината на искуството. Вие ќе видите дали е он тажен, среќен, дали е блед, дали е криви, дали заради тоа што го знаете неговото секојдневно однесување, со години наназад. Така да брзо може да реагирате, да видите дали некој симнал на килажа, па да направите една анамнеза да земете зошто слабее, дали тоа го сака, да речеме, он лично, или се случува заради без некоја болест. очигледна причина, така се намалуваат килограми. Дали има некои здравствени проблеми, така да затоа велам матичниот доктор ги знае сите области од медицината, да речеме. И тоа е убавината кога вие оној кој што има психички проблеми со него разговарате, па правите триажа. И во недостаток на специјалисти многу е битен моментот овде кај вас. Тука кај нас. Првично да се значи да се направи добра анамнеза, добра триажа, да се разговара и заеднички да се сложиме со пациентот што би правеле следни чекори, секогаш во согласно со него. Така, се има време да им се посвети доволно време и внимание на пациентите? Се трудиме, бидејќи е тимска нашата работа, најмногу на сите, да речем, матични доктори, она што им смета е звонењето на телефоните, додека работиме, сестрите примат, но некогаш и тие пуштаат, аплицираат инекции, прават ЕКГ, не може во секунда, а во сите ординации во една смена сме двајца, доктор и сестра. Значи не може некој цел ден да седи на телефон. Значи тоа е моментот кој што ни пречи и еве во нашите преписки со фондот велиме мора да има оператор, мора да има некој кој што ќе праша дали јас можам да се јавам. Бидејќи и да имате пациент, многу често е потребата на пациентите други на телефон, јас сакам веднаш да се слушнам со докторката. А вие имате друг пациент кој што го стега, го гуши, е тажен, е депресивен, најразлични ситуации. Затоа велам тука ни треба од институциите, поточно од фондот, каде што мора да има или 1 сат да бидеме достапни на телефон. Не може да сте достапни вие додека работите и додека имате пациент. И јас да сум пациентка и да сум дојдена кај вас на преглед, и ако вие моето време, аз сум чекала уредно во чекална, го троши некој на телефон кој што не ќе да дојде, а пола сат ме држи или 20 минути, ќе бидам незадоволна, заради тоа што вие не сте ми го посветиле времето мене, сте деконцентрирана, бидејќи тој таму што се јавува е сосема друга тема и друг проблем, а вие тука во соба сте друга тематика. И во исто време некако да решавате и овде со пациентот кој што вие во ординација. Но во бърнаут сме сите. Значи не може да имате денеска 100 кусур влеза, 100 кусур порачки, секој сака кога ќе дојдам да ми е испечатено болувањето, рецептата да е напишана, да не ме чека син ми со колата, да не ме чека таксито и така тоа има 1000 зашто, 1000 затоа имаше порано едни книги кога деца кога ги читавме, но системот мора да не штити малку. Мора да не штити, бидејќи 20 до 30 прегледа тоа се стандарди по Светска здравствена организација. Но вие да услужувате во исто време пациенти кои што имаат сериозни маки, значи еве вчера имав пациентка со 19 шекер, која што не е добро и се лоши, па мора да ја прегледате, па мериме на лице место шекер, и да ја следите, па повторно да видите, па се жали палците на прстите, значи циркулација нема, па треба да ја соблечете да ги видите да не се направи гангрена заради таа лоша циркулација. Дојде друг пациент кој што копал во дворот,
Исто така, нели, со еден претходен инфаркт направено ЕКГ, па ЕКГ-то треба го анализирате, па брза помош да повикат. Значи не може тука во моментот и телефон некој да се јавува, да речеме, и рецептата и кој ќе дојдам во секунда, или имаме и пациенти кои што со психата не се добри, упорно ни звонат во денот по 20-30 пати, оти он е фокусиран тука. И вие не знаете дали треба да имате идентификатор, па да гледате дека бројот е ист. Така да мора малку и системот да не заштити и да се каже стоп. Нели? Може да биде достапен матичен само пола сат на телефон во одреден период од денот, а и значи, ние како пациенти некогаш си дозволуваме премногу во секој момент да си го пратиме резултатот кај матичниот лекар, значи, сите во моментот да сакаат пишеме на дека Viber, нешто ни на треба. Месенџер, резултатите да се видат, се е тоа во ред. Ние сите за тоа постоиме и гледаме, но еве еден апел до сите пациенти. Друго е кога во ординација ќе дојдете и заедно ќе ги погледаме резултатите од мој термин. Оние кои што се помлади, апелирам моje здравје да си ја симнат апликацијата и сите резултати ќе си ги имаат на својот мобилен. Тоа го направило мој термин, сме го побарале и ќе ги имаат достапни во секое време. Исто така печатењето е вториот момент. Јас правев управен кај што ги повикав координаторите од сите градови, ајде кажете кои се проблемите. Така и дискутираме за да знаеме ние кои што одиме да преговараме. Бидејќи од блиско ја гледате состојбата, така каква е и значи, како председател на сите се здруженијето. Огромната побарувачка на сите пациенти, испечати ми ги резултатите, бидејќи од сите институции ги праќаат, одете кај матичниот. Резултатот таму, он ќе ви го раскаже, он ќе ви го каже, он ќе ви ги елаборира. И сето тоа одзима многу време, кое што не е наша работа. Секој треба да си го печати извештајот, да му го објасни на пациентот, а не одете резултатите кај матичен да ги спечатите. Така. Имаме гледач на линија, доколку е се уште на линија. Добро утро, повелете. Ало, добар ден. Да. Добар ден. Извинете што малку почекавте. Да. Сакам да прашам дали е здраво детето денеска од 3 до 4 пати да пие млеко, а помалку да јади други работи. Млеко и бискоти. Колку години има? 9. 9. Тоа ми беше прашањето да знам. Добро, ви благодариме. Да. Прво да кажам дека 9 годишно дете треба да јаде се. Значи не е лошо да се пие млеко, напротив, нели добро е ако му е тоа лесно на стомачето и е примливо за неговиот организам, но тоа е дете кое што расте, кое што треба да прими и витамини и минерали, треба да се научи и на манџички на јадење. Јас тука апелирам на домашно готвење, она кое што е добро искрчкано, добро за да може и добро да се свари. Така да има луѓе кои што нели повеќе сакаат млеко, но треба и да тоа примат. веројатно и го заситува во Тоа текот го на денот, па доволно му е нели како внесено нешто. Знаете, во храната е организмот. навика. Значи, има дечиња кои што малку јадат, повеќе сакаат да играат, да трчаат, да се физички активни и тоа ги прави среќни. Нели, немаат многу потреба за јадење. Има деца кои што единствената среќа ја гледаат во јадење. Така да не се активни, гојазни се, грицкаат цел ден, на компјутер се и се, така да може да се направи една крвна слика на вашето дете и да се види колку е хемоглобинот, нели да се види една крвна слика за да се добие една представа за неговото здравје, но ако вашето дете е здраво, расте, нормално се развива, е мирно, е стабилно, во тој случај нели тој е негов начин на исхрана, зависи колку млеко, нели. Но повторно ќе кажам, освен млекото кое што е битно за калциум и за нели се што содржи за коските, добро е да внесува и манџички, и салати, и физички да е активно, и да движи, така да биде сликата И не мора цела. количински многу да биде така, не. и од разновидната храна и помалку да внесува, веројатно ќе е доволно за да, детето. добро е да се хранат децата здраво. Значи што помалку на чипсови, на смоки, на кубети, на нели нездрава храна која што се продава и која што ја јадат, да бидат повеќе на еве да се една навика да се ствара, знаете, од мали нозе да јадат јабокце, да каснат, нели, да земат салата, да си каснат. И многу е битна онаа фамилиарна анамнеза, бидејќи и фамилиарната состојба дома, сликата која што ја гледа детето, бидејќи ако детето гледа што се јаде дома, нели, такви се навиките негови. Ако родител е пушач, тогаш и децата се пушачи. Значи, што се користи од исхраната, повторно ќе кажам, и финансиската состојба е битна, нели, кој што може да приушти. Сега да речеме, не е исто деца во домови растени, каде што нели е многу послаба и во тие институции, деца кои што нели растат во една здрава семејство, здрава фамилија, каде што
Нели секој се труди да му направи на детето и да му купи и мандарини и сокче да му направи природно и смути и се зависи од таа финансиска состојба за жал. Така да. Кога зборуваме за превенцијата и грижата за здравјето, ние сите сакаме да го најдеме најдоброто решение кога станува збор за здравјето, но тешко се одлучуваме на одредени промени, а промени мора да направиме. Велиме некогаш времето ни е најголемиот непријател. Немам време да одам на преглед. Чекаме нешто да се случи, па тогаш ќе гледаме се во еден момент да сакаме да решиме. Комуникацијата лекар-пациент. Дали е патот и кон полесна и подобра дијагноза и кон третман? Довербата е најбитна измеѓу матичниот доктор и пациентот, за да може, нели, да се исповеда, да каже, искрен да биде, што чувствува, па за интимни работи, нели, во интимни регии ако имате болка, независно дали се работи за маж или за жена. Така да мојот начин отворено да зборувате без срам дека имате некаков проблем. Да, табу теми не треба да има, стигни не треба да има. И мојот начин на работа е да секогаш на моите пациенти кога се запишуваат, првото што им го велам, значи можете во секое време да дојдете и за сите теми да разговараме. Така да, било каков проблем да почувствувате, дојдете, обратете се, подобро така, отколку да се направи грешка или лекувањето да отиде во некој друг правец. Така да, мислам дека за овие 33 години изградивме матичните доктори една доверба, еден близок контакт, некогаш дори ги чувствувате вашите пациенти поблиски од како дел од семејството. Дел од семејството. Така да, мислам дека добра е таа комуникација и знаете, матичните или примарното здравство е еден вид, социјалниот мир се држи преку нас. Значи, тие чести средби, тие чести влегувања, бидејќи во ниедна друга институција, вие не можете неограничен број на влезови така лесно, или така достапен да сте на телефон, да им дадете совет, нели да ги услужите, да им помогнете нели во дадена ситуација, што треба да користат, како треба да користат, за да им се подобри состојбата. Имаме пациенти кои што имаат стомачни тегоби, па велат јас не можам да дојдам до кај вас, но еве се јавувам дека што да земам, да пратам некој комшија да ми купи лек и така. Таа комуникација е од непроценливо богатство, непроценливо значење и мислам дека се додека не има нас матичните вака добро распределени, затоа велам уште еднаш со фондот да се види што треба да се направи, да се пополнат оние празни места каде што недостига, а има население, и да видиме нели моделот за плаќање од догодина дали ќе биде ист, бидејќи и младите доктори, значи да ги поттикнеме, така и да ги задржиме овде и да имаат сигурност. Да имаат сигурност, за да може да го почнат животот, да се мажат, да се женат, независно дали за матични, дали за стоматолози дискутираме. Значи ние сме основата на здравствениот систем, на таа здравствена пирамида и се додека нема нас, мислам дека пациентите имаат вака барем нели една енергија, една сигурност дека некој има кој да се грижи или каде да се обратат. Така да. Кога ќе слушнете од страна имам прекрасен матичен лекар, докторка или доктор, тоа многу значи за вас лекарите, што значи дека комплетно и целосната доверба ја имаат нивното здравје ставено во вашите раце. Знаете како, пациентите исто така ве ценат вас како доктор, дали вие навистина у вашите намери сте искрени, посветени за нивното здравје, дали навистина ви е битно. Да. И некојаш таа искреност која што се гледа од постапките, од погледот, од вниманието кој што го посветувате, имаме резултати кај одредени пациенти и го променуваат начинот на живење. Ке рече, еве сега ќе ги фрлам и стварно веќе ќе те слушам и нема да пушам и ќе намалам јадење, па ги мериме на секое идење, да видиме дека заеднички ни е битно нивното слабење, бидејќи тука се проблемите каде што тежината со тек на време ќе направи диабет и инсулински резистенции и проблеми со рскавиците на колената. Значи дебелината е болест и носи уште еден куп други последици, па кичма ме боли, па подвижност, па виталност, па се. Така да, нели, мора да си ја сакаме работата, нели, и да ги гледаме нашите пациенти и да бидеме сериозно посветени на нивното здравје. Така. Дали се уште функционира на испреќањето покана до пациентите за систематски преглед кој што ќе се направи така како еден основен во ординацијата на матичниот лекар, колку пациентите се придржуваат кон тоа, колку доаѓаат и го прават? Знаете како? И што значи? Да, влезот е голем, секојдневно во ординациите на матичните доктори, ние гледаме со самото нивно идење, кога ќе ни покаже на софтверот кој за која цел е, сигнализира софтверот, така да ги искористуваме нивните идења за друга
тематика или за друга проблематика здравствена, па измеѓу другото ќе му речеме на некој и слушајте, ако вие кашлате сега, ама треба да направите и превентивен преглед еден ПСА, да видиме простатата, нели тој тумор маркер над 45 години за мажи е битен. Жените да речеме, ако видиме анемија, нели, да не крварите многу, имате ли проблеми, диете ли држите. Значи, нашата работа е, нели, и во секојдневниот момент на работење, во секојдневната наша работа, нема поделба резка некоја што е преглед, што е превенција. Тоа е целокупен преглед во кој што вие, кој ќе ги видите резултатите, веќе размислувате, сте биле ли на гинеколог? Ајде да видиме, сте како одите, нели, по голема нужда, да речеме, да не крварите од негде, хемороиди да не имате. Затоа велам, убавината е во анамнезата и времето кое што ќе го имате и можете да направите диференцијално диагностички каде е проблемот. И да го свртите вниманието. Да, вие дојдовте сега за ова. Или покри другите болести, дали сте прегледале дојки, сте направиле ли ехо, дали сте направиле да видиме каква е состојбата на одредени жолчка, ако имаат камења, бидејќи организмот, нели, е составен од многу системи и секој систем си има клучни моменти кои што треба да се проверат. Така да, ако забележиме нешто, значи, не векам дека ние стриктно тоа се чека крај на месец, но се работи во текот на годината, па ако некои ни изостанат, тогаш праќаме покани, ако не успееме да ги реализираме со текот на самото работење овие месеци. Некој кој што можеби долго време не се појавил. Да, тоа значи дека нема проблем, меѓутоа мора превентивно да си ја провери одредена состојба, лабораторија правење, така еднаш годишно крвна слика е доволно да се направи ако не покаже никакви параметри кои треба да загрижуваат. Целите ги менуваме со текот на годините, но сме имале најразлични. Најдолго било тој кардиоваскуларен ризик кој што сме го правеле, но велиме каде завршуваат тие податоци. Добро, ние правиме. Значи Македонија е цела во висок ризик. Пушат, јадат, значи кога ќе погледнете која била дебелината и просекот, нели, на обем на струк порано, еве видите слики од порано од минатото и сега. Сега вие ќе видите маса на дебели гојазни деца, ногти долги, значи физички не се активни. Сето тоа влие. Значи мора малку во делот на школството, значи треба да се поведе сметка задолжително физичко да биде физичка активност. Не може, нели, со потврди или ќе седат или не е суштината тоа. Тоа кога да пратите некој на специализација само да седи. Значи да се оперира, да се работи, да се практикува сето за тоа што сте отидени, тој што е на школа, нели, да биде физички активен. Јас сега имам, еве да речеме, девојчиња од по 13-14 години со по 2 сантима ногти. Нели, модерно е, тренд е или било што. Да, но ние кога бевме ученици, значи сите ученици мора да имаат кратки ногти, добро средени, чиста униформа. Ме разбирате, значи тука влиел воспитно системот наставен. Вие можете да играте физичко ако имате кратки ногти. Не можете да играте и да спортувате со толкави ногти. Ме разбирате? Затоа велам, многу вредности во секој сегмент се паднати и затоа сме на ова ниво на кој сме. Погледнете по улица, сите со мобиле. Многу е рана возраста да се почне со такви работи, ама како велиме од фамилијата, семејството, во образовниот систем можеби ќе речат, ама ние не можеме да влијаеме или да му речеме на девојчето така да направи. Многу работи треба да... Значи нас кога се појавија вошки, јас бев 4-то деление, не натераа сите локица се шишеме. Сите ги сековме косите. Мене ме вратија од и не сакав да шишам косите. Ме вратија од школа. Значи имало дисциплина, имало почит и правилата морало да се почитуваат. Во интерес на здравјето права. Дека мора да е секој физички активен, но со толкави не можете физичко да играте ногти. Ме разбирате? Да имаме сите добар сон, посебно младите, за да можат следниот ден да го поминат и на училиште, и со учење, и со но социјалните мрежи премногу се доминантни. Така да затоа апелирам како доктор дека таа зависност многу тешка. Ја нема во МКБ, нели 10. А е зависност. А е зависност. Да. Значи тоа скролање постојано цело време, значи веќе се изгуби топлината на домот, секој седи и само е среќен со мобилниот, со таблетот, комуникација се сведува и ние како професионалци ако веќе забележиме, значи децата се помалку имаат концентрација, се помалку се усмерени, значи влие на менталниот развој на децата. Затоа оваа држава и институциите кои што за тоа се одговорни, апелирам како професионалец да мора, нели,
физичко, поработат и повеќе малку да повеќе на поработат, менталното децата да здравје, имаат да. повеќе, да има забрана на мобилни на школоносење, што помалку да бидат и задолжително да бидат со природата, да не го изгубат контактот со физичките активности. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Ве слушаме. Јас сум имам прележано ковид со многу лоша слика. Да не речам што се вика се вратив од мртвите. Меѓутоа ми остави некои последици: висок холестерол, триглицериди, проширени вени само на левата нога, имам доплера направено, меѓутоа се чувствувам некако премногу строг антипушацо. Некој на 5 спратјато на приздене да пуши, ке го чувствувам мирисот на наградите, оствари ме тежок. Направивме баш овие денови рентген на градите, па на плуќите, па на се на црниот дроб, се во ред, ми остана само хеликобактерида, во сфера од 20 пијам, аспирин стотка и аварикон. Дали нешто друго, освен ова, дали нешто физичка активност ми треба, па нешто друго, освен тоа и пред малку ве слушнав вас водителката, систематски преглед. Мислете систематски преглед за климатичниот нешто, зошто до сега климатичниот само имам подпишано дека ми е направено како ЕКГ, колку што ме памти, ова мислам дека дали од фондот им пристигнало нешто, ниту ми направија ЕКГ, ниту некоја крвна слика, само се подпиша, вика за да го имаме ние како документација во здравствениот картон го поставија и тоа е тоа. Фала ви многу. Добро, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Ќе погледнеме уште еден блок реклами. Останете со нас до самиот крај. Виднаш по рекламите ќе го добиете и слушнете советот од доктор Лилија. Продолжуваме по рекламите да го дадеме советот и препораката и да разрешиме некои дилеми кои секогаш како пациенти ги имаме, доктор Лили. Да. Некогаш споредуваме како сме слушнали или сме виделе кај некој друг, меѓутоа ова конкретно што го праша. Јас еве ќе кажам за И пациентот, благодарам за прашањето, да ниеден пациент не му е забрането да си побара крвна слика, напротив, луѓето си идат кај нас, докторке годинава не сум си проверил, сакам да ми спечатите еден образец, лу1, кај што ќе видиме крвна слика, железо, масноти, се ова што спомна пациентот, така да му советувам да си побара од матичниот доктор еден образец, да си отиде во која лабораторија сака, каде се чувствува комотен и добро му земаат крв. Иначе целите, да ви кажам, од 20 и претходната година, значи 25 и 26, ги променивме заедно во договор со фондот. Оваа година, нели, не ги правиме кардиоваскуларните веќе и ланската година, бидејќи многу долго ги работевме. Но нема доктор ако, нели, отидете и кажете ми е лошо, ќе ви мери притисок, ќе ви слушне пулс, ќе се види сатурација, да се види со оние пулс оксиметри кои што ги имаме во ординацијата. Така да, ако не сте задоволен, можете да си го промените вашиот матичен доктор и тоа фондот го дозволува 2 пати во годината. Значи, па најдете си, нели, доктор кој што ќе се грижи, кој што ќе биде посветен, нели, за вашето здравје. Иначе, хеликобактер не е поврзан со короната и со тие последици кои што ги кажавте. Вената зависи што работите и како работите, нели, за да се пушти, нели, онаа вена, тоа е слабост на мускулатурата. Мора да пешачите, мора да движите авариконот или сега дивен има, од кој што, нели, како терапија гледам задоволни се моите пациенти и ја подобрува онаа венска циркулација на од хемороиди, од долновенски крвни садови и сето тоа. Затоа, нели, еве ве советувам, пешачете, движете, бидете физички активен, но умерено, значи физичката активност не може нагло да почнете да вежбате. По гласот ми стоите, нели, дека сте у некои млади години, нели, во кој што, нели, можете во теретана каде што има луѓе да ве водат колку да се оптеретите и како да се оптеретите физички и сето тоа да биде умерено и да дојде до подобрување на вашето здравје. Хеликобактерот не сака блага храна, не сака кафење, не сака, нели, нешто што би ја зголемило киселоста во желудникот, така да треба малку да се алкализира, па има и терапија тројна, која што ја дава секој матичен доктор, за да дојде до подобрување на вашата состојба. Пантопразол може барем 2 до 3 месеци да користите, да намалиме таа киселина во желудникот и да дојде до санација
и подобро варење на вашата храна. Така да. Бидејќи ближиме кон крајот на емисијата, би сакала само уште малку кратко околу симпозиумот кој што го организирате во април. Освен сесиите, дебатите, панел дискусиите, ќе имате и практични работилници. Што ќе значат тие? Пред се е наменет за лекарите, ама кога лекарите се доедуцираат и стручност имаат, тоа го применуваат кај пациентите. Да, 80% од активностите ние одговорно тврдиме да може да ги работи матичен доктор. Имаме квалитетни матични доктори, квалитетно примарно здравство кое што ова голем број на услуги пружа и целта ни беше да покажеме да со мала помош понатака, каде што државата, министерство или фондот како ќе ги организираме, можеме да идеме до брза дијагноза за болестите кај нашите пациенти. Тоа е суштината на нашето постоење. Огромен интерес се појави кај младите доктори, тоа навистина многу ме радува. 40 души се пријавија од кога го објавивме настанот дека ќе се одржи од 17 до 19 април, млади доктори кои што сакаат да присуствуваат на една прекрасна работилница која што ќе ја држат двајца млади интернисти, каде што ќе има доплер и ехо на вратна регија. Значи, многу е важно матичниот доктор да може навреме да знае на кое стеснување на крвните садови на каротидите треба да се упати на повисоко ниво пациентот, за да не правиме непотребни упатувања, но сепак е потребно за одредени патологии, за да превенираме мозочни удари, да се види тироидната жлезда која што е главниот диригент во едно човеково тело и ги контролира надоле сите тие органи, така да темите кои што ги искреирав, гледам дека будат голем интерес, ги поканувам сите доктори да дојдат, да направиме убав настан и на крај да го заокружиме со една округла маса во која што ќе учествуваат луѓе кои што креирале здравство, луѓе кои што сега креираат здравство и да направиме една визија за подобро здравство 27 година. Така, имате одлична соработка и со медиумите, така да сето тоа ќе биде и проследено во периодот која ќе се организира и само во нецела минута. Предлог законот за изменување на законот за здравствена заштита. Добро е што се менува, значи како фели лекарски имаме многу пати поднесувано до Министерство за здравство. Закон за здравствена заштита го правиме многу долго, со многу министри. Го исчитав, материјалот, еве и сега ќе се собереме како фела ќе дискутираме, има многу забелешки. Добро е да се направи повторно размена и јавни дебати, за да го направиме да биде подобар во функција на пациентите, но и во функција на здравствениот кадар. Така, вклучени сите, така за да се најдат најдобрите законски решенија и за подостапна и подобра здравствена заштита. Суштинско барање за нас е, значи лиценцата за работа во мрежа мора да е на ПЗУ. Движење на кадарот да има опција да се движи по вертикала, по хоризонтала, во интерес на пациентите. Така. Благодарам, доктор Лили, за гостувањето. Благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник со ново издание на Фактор здравје.